ден, почитувани гледачи. Следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за херни, односно кила. Мој гостин и соговорник на оваа тема во студиото е доктор Стефан Арсенков, специјалист по дигестивна хирургија во Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски Скопје, попозната како Стара градска болница. Доктор Арсенков, добар ден. Ви благодарам што сте дел од Добриот доктор. Добар ден и ви благодарам за поканата. За денеска се договоривме да зборуваме за една од нечестите состојби во дигестивната хирургија, кила, односно херни. На почеток, што представува хернијата, односно што точно се случува во организмот кога имаме сомневање за кила? Така, кила, хернија или понекогаш брух, се тоа едно исто, е состојба, дури не може да кажеме дека е болест, која е состојба во организмот, која одреден орган излегува, го напушта своето нормално или физиолошко место низ одреден отвор. Тој отвор може да биде природен, кој што веќе си постои кај нас во организмот, или вештачки, односно создаден со поодредена операција, со одредена интервенција. Секое такво излегување на било кој орган надвор од своето природно место представува хернија. Така. Кои се најчестите типови херни кај луѓето или зависат од местото во организмот каде што излегува тој орган? Така, има херни може да има во низ целиот организам. Еве, ако збориме за надвор од абдоминалната празнина, сме слушнали за дискус хернија, пациентите кои што имаат проблеми со грбот, и да не навлегуваме во другите. Нашата тема денеска се херните на предниот стомачен зид или предниот абдоминален зид, кои што најчесто се локализирани во препоните, препонски кили или херни, на околу папокот и на папокот, умбиликални херни, и трети по зачестеност може да ги наречеме оние вентрални или инцизионални, не е тоа ист термин, но се слични, односно килите на предниот стомачен зид, на целиот преден стомачен зид, кои што најчесто пак се јавуваат после одредена оперативна интервенција. Дали килите секогаш се опасни или понекогаш може да бидат во наводници тивки без сериозни симптоми и без болка пред се? Така, често знаат да бидат без симптоми, без болка, но никогаш не се без ризик, затоа што секоја хернија носи потенцијален ризик од вклештување. Тоа е веќе ризична, сериозна состојба која мора итно да се реши, инаку може да представува дури понекогаш животозагрозувачка состојба, доколку не се третира на време таа вклештена хернија. Значи, секоја има најразлични манифестации, некогаш може да биде со многу болки, со многу проблеми и нарушување на квалитетот на животот, некогаш луѓе со години може да имаат хернијата без никаков проблем, но ниедна хернија не е без ризик за компликации. Кои се најчестите причини? Зошто се јавуваат херни? Така, односно органот излегува од своето место? Така, кога зборуваме за оние, ако ги исклучиме, нели, инцизионалните или постоперативните, така. Да, на местото на оперативен рез, ако ги исклучиме тие, за кои што причината е јасна, тоа е претходната операција, сите други типови на херни има една, да речеме, една школа или еден начин на размислување дека сите се на некој начин вродени. Или вродени како анатомска карактеристика, пошироки отвори кои што дозволуваат да пролапс или проминенција на органот низ тој отвор, затоа што ги спомнавме, нели, препонските херни кои што пак се резултат на тоа што во нашиот организам, особено кај мажите, има еден процес кој што се спуштање на тестисот, уште во ембрионалниот развој, и за тестисот да се спушти и за да низ предниот стомачен зид пројдат сите крвни садови и останати структури кои што се потребни за нормална функција на тестисот, мора да има одреден канал и отвор. Тој отвор понекогаш кај некои луѓе знае да не се затвори целосно или да остане малку поширок отворен, и со самото тоа да биде потенцијал за појава на кила, особено, нели, во тој предел, во препоните. Но истото може да се, сличниот механизам може да се аплицира и на папочните херни. Знаеме папокот, нели, зашто служи за папочната врста, па низ неа поминуваат крвни садови додека сме се уште, нели, поврзани со мајката преку плацентата и така натаму. Тој отвор низ кој што тие крвни садови поминуваат,
би било, нели, најубаво и најправилно и најнормално е да се затвори, но понекогаш тој отвор може да не се затвори целосно, да остане подотворен и со тоа да представува хернија или потенцијал за понатаму во животот да се постепено да се развие. Кила. Така, колку генетиката, односно наследниот фактор има исто улога во причините? Апсолутно, генетиката е можеби да се рече најбитниот фактор затоа што ни го дава. Ако некој претходно во семејството имал хернија и потомокот во голем број случаи. Тоа не е така директно наследно, но како ризик. Наследни се ризиците, наследни се механизмите на развој на развојот на сврзнато ткиво, квалитетот на колагенот што го создаваме и така натаму. Значи генетиката е потенцијал, а начинот на живот и нели исхраната, телесната тежина и се што правиме е колку ние тој потенцијал ќе го искористиме или ќе го избегнеме за да се развие кила понатаму во животот. Апсолутно, значи има огромна улога во развивањето. Така, но од друга страна и кревањето тежок товар, односно тешката физичка работа, исто така колку го зголемува ризикот за појава на кили, и вклучително и честото интензивно и напорно кашлање, би рекле. Така, сите тие состојби, кревањето тешко, честото кашлање, па дури пациенти кои што имаат да речеме хронична обструктивна болест или било која друга болест која што ги тера пациентите често да кашлаат, исто така кај мажи над 60-та година, оние кои што имаат проблеми со простатата, па мора при секоја микција, при секој уринирање многу голем напор да даваат со предниот стомачен зид, со мускулите на предниот стомачен зид, го зголемуваат интраабдоминалниот притисок, а тоа зголемување на тој интраабдоминален притисок, без разлика дали од кашлање, дали од кревање тешко или они други типови на напор што ги дадовме, може да придонесе да се развие хернија. И тука доаѓа нели ако го поврземе со предното прашање, генетиката ни дава одреден потенцијал и колку тој потенцијал ние ќе го под наводници искористиме за да се развие кила, зависи од сите овие други фактори. Дали има кашлање, нели пушачи што кашлаат, па може да предизвикаат поради кашлањето им се јави хернија, иако можеби нели хипотетички да речеме идентичниот брат близнак со иста генетика кој што не е пушач, па не кашла толку, па можеби нема да има хернија. Ги има помалку ризик факторите, да. Споменавте еден од типовите инцизиската хернија, зошто што ја предизвикува постоперативната кила? Ете така, најчестата причина за да се јави, најчесто докажана причина да се јави кила на местото на операцијата, се смета дека е инфекција на оперативната рана. Тоа, но сепак, тоа е само една од причините. Ние како хирурзи, она над која што најмногу имаме контрола е техниката со која што работиме и секогаш нели се трудиме хируршката техника да биде соодветна да се спречи развивање на постоперативна кила, но или никогаш не можеме во 100% од случаите тоа да го условно кажано гарантираме, затоа што ги спомнавме сите други фактори. И тука доаѓаат во игра си другите фактори, како што се генетика, квалитет на сврзно ткиво, нутритивен статус на пациентите, значи подхранетост на пациенти кои што имаат сериозни, можеби например малигни болести, кои што го нарушуваат целокупниот метаболизам и исхрана во организмот, нормално дека ќе имаат резерви, помалку резерви за заздравување, па би биле малку поризични пациенти за да се развие таа инцизионална кила на место на претходна инцизија, да. Тоа се нели само еден дел од факторите, но има многу најразлични фактори кои што делуваат, оние кои што ние можеме да влијаеме да ги минимизираме или исклучиме. Така. Ги исклучуваме, но сепак нели самиот пациент како еден нели индивидуален организам си носи одредени ризици тоа. Секој пациент си е различен сам по себе. Пред да продолжиме околу симптомите, диагностиката и третманот, да дадеме предност и на прашањата од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден, се јавувам од Кочани. Добар ден, поздрав до вас и до Кочани. Вака, јас сум бремена 8 месец на 4-то, но ми најдоја сега, кога бев на преглед, ми кажа дека имам стомачна кила. Како некоја препорака и како тоа може да се среди? Така. Во ред
Ви благодарам за јавувањето, да, секако и килите во текот на бременоста беа дел од нашиот концепт. Ке добиете совет, препораки и одговор на конкретното прашање, секој е добро. Така, одлично прашање. За жал би рекол, килите во бременоста се релативно честа појава, но пак за среќа или среќа во несреќа релативно ретко водат до компликации. Затоа што, нели, како што може да замислиме, обично, кога кажа пациентката во 8 месец, веќе претпоставуваме дека нормално се развива таа бременност и матката и бебето во неа си го завземаат своето место и некако, пластично да кажам, ги покриваат тие отвори из кои што може да излезе се, па некако тоа го штити од организмот од компликација на таа кила. Пак ќе се навратам оно што го кажавме на почетокот. Ни една кила не е без ризик, но степенот на ризик варира. Во овој случај, доколку пациентката нема посериозни тегоби, апсолутно нема знаци за вклештување на килата, за кои што мислам ќе зборуваме кои би биле тие, доколку нема секојдневни тегоби, кои што нема тегоби кои што го нарушуваат во голема мерка квалитетот на живот, не би било индицирано оперативно на лекување на таа кила додека е пациентката се уште бремена. Кога ќе се надеваме, нели, успешно заврши таа бременост со здраво бебе, доколку понатаму во животот има тегоби и постои таа хернија, може да се третира хируршки. Некаков третман или само следење во овој тековниот месец? Само редовно следење, може, доколку се јави на хирург, да ја посоветуваат и дадат насоки како да се проба мануелно, нели, доколку нешто има пролапс, низ таа некој орган излезе, низ таа како би можело безбедно и лесно тоа да се врати. Нормалните односно совети за заштита важат, да не се крива многу тешко, да не се прави напорна физичка работа, да не се поминува подолг временски период во стоење, особено, нели, во 8 месец од бременоста. Сите тие општи совети важат и мислам дека би било добро би било доволно само тие да се применат, дека нема да има понатамошни компликации. Да се надеваме, доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и до водителот. Поздрав и до вас. Сега сум на возраст од 73 години. Така. Во април 2020 година бев опериран од карцином на дебелото црево. Така. После оперативниот захват, мислам успешно беше операцијата, меѓутоа после 4-5 месеца ми се јави кила каде на дебелото црево, сега сум со колоностома. Значи не ми е вратено дебелото црево пак. Моја прашање е, дали треба може да се оперира само килата или заедно со килата ќе се врати и дебелото црево повторно. Јас не би сакал да го вратам цревото, значи да останам со колоностома, а само дали може да се оперира килата. Ми прече малку на десната страна, имам некоја мала болка и дали може да остане тоа и дали е опасно, мислам, да се оперира заедно. Во ред ќе добиете одговори, препораки и совети за вашата состојба. Секој добро, господин. Не сум сигурен дали точно го разбрав пациентот, но ќе го искористам неговото прашање да спомнеме и за она што го кажа пациентот дека има стома. Не го разбрав целосно дали е килата околу стомата, тоа што не го имаме парастомална хернија, или на другата страна. Рече дека е со колостома, тие отвори обично ги правиме на левата страна на стомакот, но спомна дека килата му смета на десната страна. Затоа не разбрав точно за каков тип на кила се работи, така што накратко да го одговорам прашањето, за каков тип и да се работи, можно е да се лекува, да се оперира само килата, без да се враќа стомата, без да се прави повторно спојка, но сепак конкретно за овој пациент, дали таа операција би била добра, потребна и советувана или би се советувало да се следи, зависи од целокупната состојба на пациентот, од стадиумот можеби на болест, дали има понатамошни терапии и третмани планирано и доколку, нели, за да му дадеме поточен и поконкретен одговор,
може да се јави во амбуланта, да се консултираме, да се посоветуваме, да ја видиме целата историја и документација, за да знаеме конкретен одговор да може да му се даде за состојбата. Иако на кратко да може да се прави операција без да се врати стомата. Така, но најдобро е физички преглед и подетални информации за да може понатамошен евентуален да третман или тек на лекување. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Јас сум со кила, меѓутоа ме интересира зошто толку споро одат и предлог за оперативен зафат веќе година дена и повеќе идам. Не знам зашто толку споро сега да ми одговори одат тие операции. Така, во ред. А со болки сме, така да... Ве разбирам, ќе добиете конкретен одговор на вашето прашање, да и многумина исто така се засегнати. Секој е добро, господје. Така, тоа го зборувавме нели пред неформално. емисијата, дека кај нас условите во моментов се такви да ни имаме многу малку простор за третирање на пациенти кои што се со ваков тип на тегоби, време малку, многу помалку од она што би сакале. И сте расположени да го правите? Апсолутно. Нормално и задолжително е приоритет да имат пациентите со малигни болести, кај кои што неколку дена и недели може да значат огромна разлика во третманот на болести. За жал, има изголемен број на такви пациенти со малигни болести, кои што нормално дека имаат приоритет. Потоа, нели, или во исто време имаат приоритет сите итни случаи, кои што за жал се пациенти со хернии, кои што биле ставени на листата на чекање, па во меѓувреме им се искомплицирала ситуацијата, па мора како итен случај да бидат оперирани. Но накратко одговорот е дека толку не дозволуваат условите за работа. Да, еве јас ќе се надополнам. Во меѓувреме се реновираат и салите во градската општа болница 8 септември. Паралелно се реконструираат и салите на хируршките клиники при клинички, вклучително и интензивната нега, односно карили. Целиот товар е сконцентриран на Стара градска болница. Така, имаме многу итни пациенти кои што мораме да ги прифатиме, кои што не може да не ги изгрижиме кога нели е тоа итна и живото загрозувачка состојба. И за жал во таква ситуација пациентите мора да условно кажано трпат или чекаат многу долго време, што секако не Што во тој случај е конкретна препорака како го споѓава? Бидејќи техничките услови се тие. Да, тоа е 4 или 5 сали така, да. се на располагање. Кај нас е можеби парадоксално она што секаде во свет е проблем човечкиот фактор, кај нас е проблем просторниот фактор, затоа што немаме доволно простор за да ги изгрижиме и третираме сите пациенти. Генерален совет не дам освен да се доколку има потреба да болка е интензивна, да. За секоја консултација, за било каква понатамошна консултација и преглед сме тука на располагање, па би можеле да се видиме и да видиме во конкретен случај кој би бил третманот. Инаку, да, за жал, тоа е просторот со кој што располагаме и тоа е реалноста и да, периодот. Така. Ќе вклучиме уште еден гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ала? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до студиото. Поздрав и до вас. 2-годишно дете се работи, оперирано од кила на пети. Не интересира дали има последици по плодноста во виднина. Понатаму, да. Во ред, ви благодарам за зајавувањето, да, ова може би повеќе уролошки сегмент, меѓутоа сепак сте хирург, заеднички ги работите. Така, да, рекоа за 2-годишно дете се работи, тоа обично е домен на колегите од детска хирургија, но еве генерално да кажам, последици по плодноста би имало доколку она што го спомнавме претходно, процесот на спуштање на тестисот е незавршен и тестисот остане неспуштен основно во каналот на детето. Во случајов доколку е правена операција од кила, сигурно пациентот предвиден претходно, без разлика дали требало или не требало да се
доспушти или фиксира тој тестис, претпоставувам дека со совршената операција тој проблем е решен, затоа што спомна дека се работи со операција на кила, веројатно тоа не било проблем и самото постоење на кила не е причина за нарушување на плодноста понатаму во животот. Да. Имаме простори за уште еден гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ден. Добар ден, ве слушаме. Дали сум јас? Вие сте наред во програма, сте, ве слушаме, повелете со прашањето. Поздрав до водителот и до докторот. Поздрав и до вас. Вака, на возраст сум од 76 години. Така. Имам кила на хранопроводникот, откриена ми е многу одамна, уште по младоста. Сега имам многу проблем со стомакот, ми се подува и имам при јадење или вода пиење доста ждригање. Што да правам? Така. Во ред, ви благодарам за јавувањето, ќе добиете конкретни одговори, но совети и препораки за вашата состојба, за оние симптоми кои ги споменавте, секој е добро. Така, тоа за кое што зборува пациентката, еден тип на кила кој што не ја споменавме, затоа што не спаѓа во килите на предниот стомачен зид, туку е диафрагмална кила, односно хијатална кила, обично така го нарекуваме таа кила на желудникот, кога желудникот низ отворот низ кој што поминува хранопроводникот низ езофагусот, тој е малку поширок, па желудникот може да се качи малку нагоре. Тие се симптомите точно така како што ги опиша пациентката и да речем по книга и вообичаените симптоми и генералните совети се тоа да се избегнува внесна храна и течности, особено навечер 2 до 3 часа пред легнување, да се спие во една полулежечка положба со неколку перници позади грбот, за да може да се овозможи се што треба да оди надолу, да оди надолу. На крајот на краиштата, последниот третман за овој тип на кила е оперативното лекување, кое што може да се прави и се изведува, но за разлика од можеби другите типови на кили, се пробува се што може да се проба со промени во начинот на исхрана, во животните навики, за да може да се подобрат овие тегови, за да не мора да се решава оперативно. Но доколку сите тие промени се воведени, се што е нормално и разумно е направено, но нема подобрување на симптомите, може и оперативно да се лекува овој тип на кила. Доктор Арсенков, слушнавме дел од симптомите и кај гледачката, меѓутоа и болката ја потенциравме како симптом. Кои други знаци можат да ни укажат да се посомневаме за хернија и дали болката секогаш е присутна или пак килата знае да биде и безболна? Така, кажавме уште на почетокот дека килата може да биде безболна и да биде и долги години може да има пациенти без симптоми. Несвесно да ја носиме така. Така, но најчистиот симптом на килата е болка. Особено, или доколку после не вратиме повторно на килите на предниот стомачен зид, најчесто има некоја испакнување, некоја оттеклина, некоја проминенција што се појавува дали на папокот, дали на препоните, нешто како да излегува. Пациентите го опишуваат често како дали може да биде со големина на лешник, на орев, на јајце, со дури и поголеми може да бидат. И обично нешто се појавува и излегува како топче, кое што понекогаш знае да биде болно, некогаш може и да се појавува и да го снемува. И тоа е она што го спомнавме на почетокот, дека килата е состојба во која што има отвор и може нешто да излезе и да се врати назад низ тој отвор. И првиот симптом е болката или појава на нешто такво што излегло дури и без болка, тоа топче да го наречеме. Понатаму, симптомите кои што рековме дека ги спомнеме за вклештување на кила, се многу драматични и се многу изразени. Еве конкретно да објасниме вклештување, го оставивме за овој период сега да го објасниме. Вклештување или инкарцерација или странгулација, тоа се малку различни термини, но сепак може да ги групираме во една група. Тоа значи кога нешто излегло низ тој отвор и не може да се врати назад. Се заглавило во надвор од местото каде што припаѓа. Доколку се работи за вклештена хернија во која што има дел од цревото, може да предизвика нагони на повраќање, гадење, надуеност на стомакот, неможност за излегување по надвор, но доминантен симптом во таа ситуација е болката. Силна болка, како
на местото на килата, може да биде болка во целиот стомак и може местото на излегување на килата, тоа топче што излегува да биде и многу болно на допир, дури е понекогаш возможно да се јави и црвенило, па дури некои мали модринки околу местото каде што излегла таа кила. И обично пациентите кога имаат такви тегоби не се двоумат дали треба веднаш да се јават на лекар. Самата состојба ги тера, ги маката да веднаш да одат на лекар. Но мојот совет би бил, дури доколку се сомневаат и не се баш сигурни дали се случува тоа, секогаш е побезбено да се јават во било која итна служба најблиско до местото на живење, за да може лекар да утврди дали се работи за вклештена хернија, затоа што доколку навистина се работи за такво нешто, би требало во наредните неколку часа тоа да биде решено. Во однос на дијагнозата, доволен е само физички преглед, односно амбулантски преглед, или потребни се и некои дополнителни испитувања? За најголем дел од килите на предниот стомачен зид, доволно е само преглед во амбуланта. Со контакт, и визуелно. Така, но секогаш постојат случаи кои што ни е потребна одредена додиагностика, дали е тоа компјутерска томографија, дали е тоа некој друг метод на испитување. Секогаш, например, кај пациенти со вентрални или инцизионални хернии, сакаме да направиме, например, компјутерска томографија за да можеме точно да процениме која е содржината, која е поставеноста на мускулите, каков пристап имали при евентуално оперативно решавање на таа хернија, но за да се диагностицира дека се работи за хернија, најчесто е доволен само клиничкиот преглед во амбуланта. Така, споменавте и мануелен пристап во однос на кила за време на бременост. Дали таков пристап се применува и кај други херни, односно кила? Прашањето конкретно е дали килата може да се третира некогаш и без операција? Дефинитивно да се лекува килата без операција, не. Она што го спомнавме да може сама пациентка да врати тоа што излегла, тој дел од, нели, не дај Боже да е црево, нели тогаш е покомплицирано, доколку е масното ткиво околу органите, тој оментум, лесно може да се, најчесто лесно може да се врати каде што му е местото назад, и пациентите кога имаат кила, кога таа кила лесно се враќа или се репонира, ги советуваме често да го прават тоа секогаш кога можат во домашни услови, да се враќаат органите на своето место, затоа што се цели дека така се намалува ризикот од понатамошни компликации. Но тоа никогаш не е дефинитивен третман, тоа е само некакво намалување на ризикот, начин на менаџирање со состојбата, додека дефинитивно не се реши, а дефинитивното решавање на килата е секогаш оперативно. Просто кажам, нели, тоа е дупче, треба да го затвориме. Какви видови операции се применуваат денес кога говориме за херни, односно кила? Во кој случај се прави класична отворена операција, а кога може само лапароскопска? Лапароскопијата во однос на третманот на херниите не го завзема својата, не е толку различна од класичниот третман како што е за останатите. Например, доколку збориме за холецистектомиите, таму е неминовно дека лапароскопската холецистектомија е златен стандард. Кај херниите, затоа што се работи на предниот стомачен зид, на место кое што е лесно достапно и лапароскопски и отворено, не е толку голема разликата. Но сепак е возможно генерално секој тип на кила да се реши и лапароскопски и отворено, а во зависност од конкретниот случај се носи одлука како да се прави. Например, доколку се работи за двострана ингвинална хернија или кила од двете страни на препоните, некогаш почесто се решаваме за лапароскопски да го направиме, затоа што ни дозволува со еден пристап да ги решиме двете кили, наместо да работиме од двете страни со два посебни реза. Кога се работи за една страна кила, одредени студии тврдат дека тој лапароскопскиот метод носи побрз период на опоравување, но пак други студии не го потврдуваат истото, така да се уште не е установено
лапароскопијата како златен стандард за третман на кила, како што е можеби за другите боли. состојби во дигестивната хирургија. Неизбежно е да ја продискутираме и мрежичката, која исто така доста споменувана. Што е мрежичка и зошто се смета за златен стандард во конкретниот хируршки третман кога говориме за кила? Така, еве вака, ако почнеме историски, секогаш кога има некое дупче кој што треба да се затвори, треба тоа некако, рабовите на тој отвор да се приближат еден до друг. Тоа многу често создава напнатост на ткивата околу и доведува до попуштање на таа линија. Уште историски пред 150 години, кога започнала развојот на хирургијата како легитимна наука со сите тие големи имиња кои што денеска се уште ги користиме, пробале да најдат начин како да се затвори тој отвор без да мора да се користи нормалното расположливото ткиво на пациентот, за да нема напнатост, за да нема тензија. И се пробува од историски има податоци дека наместо мрежичка се користело жица за филигран, сребрена жица, па што се не пробале луѓето, се до денешно време кога е стигнато дека таа полипропиленска мрежа всушност е најдобриот материјал и таа се вградува скоро секогаш во кај возрастни пациенти кога има кила, скоро секогаш се вградува таква мрежичка, затоа што пак за разлика на претходно што го зборевме, вградувањето на мрежа при операција на кила е и се смета за златен стандард, затоа што неминовно нуди многу подобри резултати отколку операција на кила без мрежа, што исто така е возможно и се прави, но резултатите и науката кажуваат дека ова е многу подобро со многу помала стапка на компликации. Секогаш има исклучители, или кај некој можеби подобро да се оперира без да се вгради мрежа, од многу различни причини, но генерално за пациентите кои што имаат кила, најголем дел од нив ќе завршат со мрежичка. Колку време вообичаено трае една операција на кила и накратко што треба на што да внимаваат постоперативно најмногу пациентите? Така, времето на операција сепак многу зависи. Може да трае од 30 на минути до 2, 3, 4, 5 часа, пак во зависност од пациентот, од многу работи, но може би едно од чудата на модерната медицина, на предоците во анестезиологијата, пациентите всушност немаат представа дека проаѓа време кога се под анестезија. Сите што биле под анестезија кажуваат дека се сеќаваат на моментот на заспивање, на будење, како воопшто да не прошло време измеѓу. Така да ја секогаш го кажувам тоа дека пациентите не треба да се грижат колку долго трае операцијата, тоа е работа на хирургот, а пациентите треба да се грижат за оно што го спомнате, како тие ќе се однесуваат во постоперативниот период. Во постоперативниот период, во суштина, би требало да се избегнува се оно што го кажавме претходно, тежина, подолготрајно стоење. Тоа не треба да биде до крајот на животот, но првите неколку недели да се избегнуваат тешка физичка работа, кревање тежина, да се избегнуваат работи кои што предизвикуваат кашлање, да се избегнува било што би го зголемило притисокот во стомагот, за да се спречи повторно јавување на таа кила која што е веќе оперирана. Со овие совети ќе ја завршиме денешната емисија, бидејќи времето ни е ограничено. Ви благодарам многу, доктор Арсенков, за одвоеното време и за се ова што зборувавте пред се во интерес на нашите гледачи. Ви очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам на поканата и со задоволство би дошол повторно. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!